исто вакво излагање, искажувајќи ги истите аргументи, можеби на поразличен начин, образлагав и при првото читање и на пленарната седница. Нашата загриженост за уништувањето на суштината на постоење на овој закон, еве ќе се обидам уште еднаш последен пат на присутните пратеници кои што се од парламентарното мнозинство да им посочам да размислат за тоа како ќе гласаат за овој амандман и за суштината на постоењето на овој закон. Можеби најмногу очекував од страна на Министерството, како што предлагаше и колегата Александар, да размисли за овие измени на законот, меѓутоа кога веќе амандманот беше одбиен, сега единствената надеж е на нашите колеги, затоа што и вие, почитувана председателке, ни дадовте надеж дека размислуваме можеби на исти начин, бидејќи вие сте биле опозиција кога бил донесен овој закон и истата загриженост сте ја имале како што ја имаме и ние денес. Само што денес нашето е аргументирана загриженост заради тоа што со намалувањето на казните всушност се уништува суштината на постоење на овој закон и треба да си го поставиме прашањето дали треба овој закон да постои или не. И сега, доколку настапувавме политички, уште од самиот почеток, ќе можевме да ви кажеме дека вие всушност сакате да ја уништите суштината на овој закон затоа што на СДСМ нема одговара да има укажувачи и не одговара да има свиркачи, затоа што едноставно корупцијата во државата е доволно на високо ниво и онака како што е, со вака високо запретени казни, и сега на овој начин ќе се уплашат луѓето, нема да укажуваат криминали и вие ќе бидете помирни. Ако сакавме на овој начин политички да настапуваме, ќе настапевме уште од самиот почеток. И немаше да укажуваме, односно да ви препорачуваме, да ве предупредуваме дека ова кое што го правите со оваа измена е всушност нонсенс. И дека всушност за ова ќе имате подалекосежни последици, затоа што еве извештаите кои што ги дава Transparency International кажуваат дека ние сме на високото 106-то место. Меѓутоа, тоа значи дека ние секојдневно се надоближуваме и во иднина ќе се надоближуваме и на Јемен, Сирија, Сомалија и така натаму. Од 180 земји кои што се на таа листа, ние упорно сакаме да го допнеме дното. Значи, борбата со корупција, која што ја има само, односно една од декларативните заложби на оваа власт е само проформа. Ако гледаме политички, ако сакаме политички да се напаѓаме, тогаш тоа би изгледало токму така. Суштината која што вие сакате да ја постигнете е да ги замолчите укажувачите и тие никогаш да не соберат храброст и да се пријавуваат. Меѓутоа, еве, почитуван заменик министре, бидејќи извештаите кои што ги даваат институциите, кои што на годишно ниво се испраќаат до Министерството за правда, која ќе помине определен извесен период, заедно ќе ги разгледуваме тука и ќе видите дека кога ќе направиме една компаративна анализа од изминатите години и после усвојувањето на оваа измена, дека ќе биде 0 спрема не знам. Значи ќе нема ниту еден укажувач. Ке нема институциите ниту да достават извештај до Министерството за правда дека некој пријавил дека има укажувач во институциите. Тоа е суштината на постоење на оваа измена, така ли? Ако политички настапуваме, ова би требало да биде последната шанса да ве освестиме дека ова не би требало така да прави една држава која што еве претендира во Европска унија. Значи, за последен пат, на вас, колегите од парламентарното мнозинство, размислете. Размислете, заедно ќе го вратиме законот, ќе навлеземе во повеќе во суштината, ќе го усогласиме оној дел кај што може да биде усогласен, меѓутоа не така како што е, без никаква анализа. Затоа што тоа ќе има далекосежни последици врз залагањето на државата која што е против корупција. Корупцијата на овој начин вие не можете да ја намалите.
Мислам дека немате направено анализа и мислам дека ова е само еден начин на кој всушност ја покажувате големата слика и покажувате големата слика со која што оваа власт од самиот почеток сака да владее во државата. Ви благодарам. Благодарам, колешки.